Денес одржавме јавен настан, така што сакаме да го заокружиме проектот Силни организации за одржлив локален развој. Како проект кој што го спроведувавме изминатите 8 месеци со цел на граѓаните многу поблиску да ја приближиме работата на граѓанскиот сектор, што е она ние што го работиме и како граѓаните треба да го искористат постоењето на граѓанскиот сектор со цел да се ги остварат нивните барања, потреби, да се ги решат нивните проблеми и предизвиците со кои што се соочуваат секојдневно. Делчево може да се пофали со доста развиен граѓански сектор, во смисла дека иако е мал град, има над 100 регистрирани граѓански организации, Делчево е град кој што има во моментот 17 локални граѓански организации кои што активно работат на проекти и кои што опфаќаат области кои што се од купно значење за граѓаните, како што се социјалата, земјоделието, понатаму имаме родова еднаквост, имаме организации кои што работат во областа на на здравството, на родовата рамноправност и многу други теми кои што пак ќе кажам се од клучно значење и моментално ги отсликуваат проблемите и потребите на самите граѓани. Во рамки на овој проект имавме неколку активности, како клучна активност ни беше креирањето, еден подолг процес имавме на креирање на стратегија за соработка на граѓанскиот сектор со општина Делчево, како стратешки документ кој што се однесува за наредните 4 години, односно 2024 го опфаќа периодот од 2024 до 2028 година. Исто така ова е стратешки документ кој што го продолжуваме на некој начин, бидејќи веќе претходно имавме една ваква стратегија подготвена, меѓутоа овој пат сметам дека имаме малку пореален и подобар документ кој што можеме да го понудиме на самите граѓани. Во меѓувреме спроведовме истражување за да ги утврдиме капацитетите на граѓанските организации, до кое ниво на развој се тие. И направивме една кампања со цел да ја подигнеме, уште еднаш ќе кажам, јавната свест кај граѓаните за значењето на граѓанските организации, зашто се тие важни за постоењето во локалните заедници, за унапредувањето на локалните заедници, меѓутоа од друга страна или пак долгорочно нивното постоење треба да придонесе кон подобар квалитет на живот на сите граѓани. Сакам да се заблагодарам до сите кои што беа дел од овој проект, кои што учествуваа од овој проект. Ќе кажам дека проектот е финансиран преку Европската унија и програмата за механизмот, нивната програма Механизам за граѓанска отпорност и сета оваа подршка која што ја добивме беше многу важна и за нас како граѓански сектор, меѓутоа верувам и за останатите локални чинители, би кажала, се со цел во иднина да работиме на унапредување на квалитетот на живот на граѓаните.